Веде директорот на Основното училиште Никола Карев во Кочани Александар Андов, кој истовремено извршува и функцијата претседател на Советот на општината, поднесе оставка од директорската позиција во училиштето. Оставката доаѓа по засилен јавен притисок и реакција откако независната советничка група Доста беше поднесе кривична пријава против него и градоначалникот Владко Грозданов поради наводно непостапување за решавање на судир на интереси. Советничката група на Доста беше поднесе кривична пријава до градоначалникот на општина Кочани поради непостапување за судирот на интереси на претседателот на Совет на општина Кочани, за кој денес исто така поднесовме кривична пријава. На 4 март, како советничка група, поднесовме барање за постапување до градоначалникот на општина Кочани по изјаснетото мислење од Државната комисија за спречување на корупција. До сега нема никаква реакција. Градоначалникот до сега требаше да реагира и да го разреши од директорското место на Основното училиште претседателот на Совет. На поднесените кривични пријави реагираше и Јандов. Не е точно дека градоначалникот не постапил. Второ, непознавањето на законите и на оно што го прават само за театар е една од најголемите небулози што случува во нашиот град, затоа што Државната комисија за спречување на корупција веќе има постапено по овој предмет. Јас имам добиено прекршочна казна, бидејќи не е кривична, туку е прекршочна, по истата имам постапен. Сепак, во текот на вчерашниот ден, градоначалникот Грозданов ја потврди оставката на Андов, која што е архивирана во општината, нагласувајќи дека постапките ќе продолжат согласно законските прописи. Од утре продолжуваме со разговори со вработените во Основното училиште Никола Карев. За многу брзо ќе имаме нов ВД директор и образовниот процес нема да трпи, туку продолжуваме понатаму согласно законските правила и прописи. Никој не е над законот, нема да постапуваме никако друго, освен согласно законските правила и прописи.